Мајките на деца до 6 годишна возраст за денеска најавија протест поради одлуката да им се прекине породилното отсуство и да се вратат на своите работни места. Имено согласно владината одлука, мајките треба да се вратат на работа на 23 септември. Тие бараат да бидат на продолжено породилно отсуство до крајот на годинава, бидејќи децата не им се запишани во градинка поради немање место. Мајките на децата до 6 години на протест, а Филипче вели со вирусот ке живееме до 2021 година. Јана Серафимова ќе разговара со незината гостинка, меѓутоа преку Скајп, како и да е, сепак ова е темата со Габриела Авокатова. Јана, добро утро и добре не дојде во студиото од теренското јавување тука. Да, еве овој пат ги поздравувам гледачите од студиото и ја отвараме оваа тема заради тоа што е редно да го слушнеме и гласот на мајките по ова прашање и темата која што ја најави. Да, за денес е најавен протестот кој што ќе се одржи попладне, почнувајќи во 17 часот и 30 минути. Меѓутоа малку повеќе детали за тоа во каква ситуација се мајките, зошто се организира и што е тоа што сакаат институциите да го слушнат како нивен глас. Ќе поразговараме со мојата следна гостинка и ќе посакам добре дојдеве преку оваа Скајп врска на Габриела Гогова, која што е мајка на 31 годишна возраст и е од Штип. Во моментов е се уште во својот дом, меѓутоа подоцна во текот на денот ќе дојде во Скопје, се разбира во врска со протестот. Габриела, добре дојдовте во нашата утринска програма. Значи, добро утро сите гледачи на Алфа телевизија. Пред те, самото вклучување ни е со една парола, а тоа е здравието на најмалите нема алтернатива. Фала поканата. Јас само сакам да кажам дека јас сум една од многуте мајки на кои ни е ускратено правото на продолжено породилно отсуство и ова утро во името на сите тие мајки кои овие 2 дена по одлуката на владата на последната седница, ние буквално не знаеме што да правиме. Одлуката ја прифативме како гром од ведро небо и ја сметаме за целосно нелогична и непромислена одлука. Затоа денеска во 17:30 ќе одржиме мирен протест во знак на револт со една единствена цела. Тоа е владата да ја преиспита одлуката и да го прифати именно и мислењето на епидемиолозите и на Комисијата за заразни болести да породилното ни се продолжи до првоспоменатата дата од 31 декември. Сакам малку околу еве и вашето лично искуство да споделите со нас каде се конкретно проблемите во вашето секојдневие. Спомна, вие сте мајка на 3 деца кои што се разбира се на различна возраст. 2 од нив се дел од образовниот процес и тоа различен тип, онлайн настава и настава за физичко присуство и најпосле имате малечко бебенце, детенце за кое што апсолутно дека мора да се грижите исто како и за другите деца. Сега кажете ми каков е тој предизвик за вас? И каде се главните проблеми со кои што вие немате начин да се справите ако остане ситуацијата ваква каква што сега нели е донесена одлуката да биде? Значи, ситуацијата, ставени сме пред готов чин и ситуацијата ја прави многу тешка тоа што всушност на терен и во пракса реалност е многу подруга од тоа што всушност се изјавува на телевизија. Значи, јас можам да кажам дека во комуникација сме ние со мајките, формиравме група на социјалните мрежи Мајки на трудничко со таа цел и во секојдневни контакти ние знаеме дека многу од дечињата и не се запишани во градинките. Значи, рачунете, утре е петок, за 3 дена дечињата треба да тргнат во градинка, а многу од нив и не се запишани. Додека веќе работодавците на мајките им звонат, верувајте, многу од мајките треба да почнат со работа и со 3-та смена, бидејќи дечињата пред само неколку дена и наполниле годинка и сега законски ги фаќа да одат и 3-та смена, а тие се бајат кога ќе се вратат, немат каде да ги остава дечињата, бидејќи не им се запишани во градинка. Како тоа? Таму има многу нелогичности. А и за 3 дена сметаме дека дури нели и да има упис, дури да се запишат да карикираме во понеделник, што за 3 дена, како ќе се адаптира дете неодделено од нас, буквално корона бебе, како што знам јас да кажам, корона бебе, родено во целата оваа ситуација од 9-10 месеци годинка, не одделено од нас, да може за 3 дена да се адаптира, тоа го нема никаде. Кажете ми како се случи целиот овој начин за ваше организирање, уште малку околу целите зошто ја формиравте таа група, има ли пред се голема бројка на членови, голем ли е бројот на жени и на мајки кои што се соочуваат со овој проблем? Каква е ситуацијата според таа евиденција?
Па значи по самиот број на петицијата која потпишавме за породилното да ни трае до 31.12, всушност свативме колку голема бројка броиме мајки на трудничко. Групата ја формиравме пред неколку месеци всушност кога започна мерката за продолжено породилно отсуство и беше со една единствена цел да имаме комуникација помеѓу нас околу исплатата, начинот на функционирање на целото тоа продолжено породилно. Сакам исто така да напоменам дека добивме решение, од кога останавме на породилно добивме решение за продолжувањето и во истото тоа решение стои дека ни е продолжено до време траење на мерките. Сега јас кога веќе сум во емисија сакам да прашам ако може некој од надлежните, бидејќи тоа на нас никој не ни го објасни. Дали во среда престануваат да важат мерките, како носење маски, дистанци? Ако е тоа така, тогаш зошто по протоколи? Не ја разбирам целта, каде се протоколите на примање на деца и оние кои ќе одат физичко присуство. Има многу нејасни работи кои на нас не ни се јасни. Логично ми е некако да ве прашам, ќе чекаме нели конечната одлука, евентуално дали ставот би се променил или не, дали ќе се земат во предвид вашите барања, меѓутоа како би изгледало вашето секојдневие? Споменав со 3 деца, доколку вие морате да се вратите на работно место, а и тие мораат соодветно да бидат образувани, да имаат соодветна нега и грижа. Има ли начин како да се снајдат сите овие жени и мајки ако одлуката остане непроменета? Доколку одлуката остане непроменета, што не ќе ни да мислиме на тоа искрено, многу од нас мајките сме принудени да си дадеме отказ. Не гледаме други начини, не гледаме други решенија. Во пресред на нов есенски бран, на обичен сезонски грип, а и коронавирус, не сме во состојба да ги пуштиме бебињата сега вака неспремни и неподготвени. По нас одлуката е скандалозна, непромислена и се надеваме дека ќе допреме до нив за да ни докажат дека здравието е приоритет. Сепак, здравието на најмалите е приоритет, а сега владата е на потек да ни го докаже тоа дека е така. Да, ви благодарам многу што одвоивте време и желба да споделите нели лично искуство во оваа прилика со нас. Дали може би имаме и некои дополнителни прашања за темата? Но уште еднаш јас би сакала само ја поздравувам мајката, јас како мајка се разбира и потполно ја разбирам во сето она што го кажа. Да подсетиме само еве уште еднаш и да ги повикаме сите оние мајки кои би сакале да присуствуваат на овој протест и се согласуваат со она што вие го кажувате и повикувате. Протестот каде ќе биде? Уште еднаш да подсетиме. Во колку часот? Значи денеска во 17 часот и 30 минути пред влада. Исто така ги повикувам и родителите на деца од 6 до 10 годишна возраст, бидејќи и тие исто како нас сега се изземени од мерките и за нив истите мерки престанаа да важат и тие се соочуваат со истите проблеми како и со нас. Така да јас апелирам до сите кои се во можност да не подржат, да дојдат денеска на тој протест, како би можеле да реагираме, да се слушне нашиот глас и да може одлуката да биде преразгледана, да биде сменета.